Пред 20 години точно живее во овој дом. Се вика Невена Георгиева Дуња. Малку е непримерно да издвојувам човек, меѓутоа еве вака змислував и најдов еден пријател кој денес сме заедно. Се вика Ведрит Ибушовски. Значи човекот потекнува од Струшко и бевме другари, живеевме во иста барака. Значи тој студираше медицина, јас студирав новинарство. Нашето познанство продолжи и во живење во Подкирија. Значи живеевме во една куќа во Козле, каде што јас и он бевме цимери. И благодарение на ова познанство тука ние станавме цимери и заеднички делевме и ден денес делиме многу работи. Тогаш ги делевме трошоците. Значи многу е поедноставно да живеете во соба и да делите трошоци со друг човек. И никогаш нас не представувал проблем да живееме меѓу себе. Јас сум бил кај него дома во Струга. Сме одрели заедно, сме излегувале во кафичи, во дискотеки, што е многу нормално. Заедно сме учеле. Заедно сме менувале, ако се сеќавате во студентски домови имаше бонови за јадење. Значи ние тогаш не размислуваш дали е тој муслиман или ти си православен. Кога е во прашање стомакот, се јадат и сите, нели, не е проблем да му дадеш студентски бонови. Исто така сме си позаемувале и гардероба. Ако јас немам нешто ќе позаемам од него бидејќи треба да излезам некаде или обратно. Често пати оно што сакам да го споделам со јавноста е дека и се консултираме. Значи зборуваме на теми кои што имаат духовна вредност. Надвор од ова секојдневие кој што не малтретира или овие проблеми со кои се соочуваме, предизвици, имало и теми на кои сме разговарале од аспект на религија, од аспект на вселена, од аспект на сериозно, на технологија, теми кои што не го третираат баш обичниот живот. Ние постојано живееме заедно и си одиме на гости. Заедно сме биле на одмор во Албанија. И тука е случката интересна што сме биле во едно возило 7 луѓе. Значи јас со сопругата, тој со сопругата и 3 дечиња. И сме поминале фантастично. Значи тоа никош не представувала пречка во нашата комуникација религијата. Напротив, била нешто што не спојува. Затоа што и ден денес ние имаме адет, кога се станува збор за христијански празници, за посериозните христијански празници, потешките, тој доаѓа кај мене на гости. Еден од тие е Бадник, кога станува збор за Бајрам, тогаш ние одиме кај нив на баклава и тогаш доаѓаат неговите родители, пријатели и се дружиме сите заедно. Јас на почетокот имав со мојот син разговор, бидејќи неговата ќерка има име, кое што не е вообичаено за македонски услови, и мојот син не можеше тоа да го свати на почетокот. Зошто има различно име, од каде дошло тоа име. Меѓутоа со текот на времето, како расте, веќе сознава дека има различни луѓе од него и различни дечиња, меѓутоа тоа не е пречка за комуникација и за дружење. Ние се видиме нормално, се гушкаме, се разговараме, седнуваме, пиеме кафе или таква предрасуда имаат и во градот кај што доаѓам јас, тоа е Свети Николе, затоа што таму е етнички и верски чиста околина. И луѓето се сеќам на една сторија која што мајка ми ја кажала пред 20 на години, односно јас сум тука веќе 25 години во Скопје. Една од речениците кои што ги паметам и ден денес е: дружи се со кого сакаш, немој со албанци. Станува збор за господинот Фатмир Битики. Тој е поранешен извршен директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. И всушност ние преку бизнисот организиравме настан и таму се запознавме. И од тој момент наваму ние сме веќе пријатели. Намерно го тргнам зборот бизнис, затоа што веќе стануваме се поблиски и поблиски. Во комуникација, во дружење, во секојдневни разговори, во дружење на нашите семејства. Времето на познавање не значи ништо во однос на пријателството. Значи, вие може би да познавате еден месец да бидете многу подобри пријатели отколку со некој што се знаете со години. Затоа што ние сме 4 години, меѓутоа интензивни 4 години. Каде што буквално може би да не се видиме месец дена, меѓутоа следната средба ни е веќе нели како да сме се гледале секој ден. Секој телефонски разговор не почнува веќе со реченицата господине Битики, туку почнува со кај си бе другар. Што правиш? Како си?